Медиумска писменост, поим кој што се почесто го слушаме, а многу малку сме запознаени со неговото значење. Медиумската писменост денеска подразбира многу повеќе од можноста за читање и пишување, а таа во себе ги опфаќа способностите за пребарување, критичко оценување и проценување на вестите и информациите. Се поставуваат и прашањата зошто е важна медиумската писменост и дали треба оваа тематика да биде застапена во училиштата со цел младите генерации успешно да анализираат и разберат што е тоа што го добиваат како информација од медиумите. Медиумската писменост треба да биде присутна дури од самите почетоци на образованието, од основното образование. Зошто? Зашто еве гледате и немалите ученици, прво, второ деление, они се со мобилен телефон. Значи, они уште од најмалата возраст треба да научат што е информацијата, како да препознаат лажната информација, како да се однесуваат према тие тоа море од информации кои секојдневно, секој час, секој минут доаѓаат до нив. И токму затоа можеби треба многу повеќе внимание да се обрне токму кај најмладите, пошто бидејќи тие се најизложени на ова медиумска пропаганда. Медиумската писменост ни овозможува и правилен пристап во поглед на препознавањето на лажните вести кои што се неизбежни, особено во ерата на социјалните мрежи. Ние знаеме тие дефиниции што е лажна вест, ако знаеме што е дезинформација, ако знаеме што е спин, ако знаеме што е кликбейт. Значи многу полесно ќе можеме и една информација која ќе ја прочитаме да критички да ја оцениме, да видиме дали таа се заснова на факти. И што е уште друго важно, секогаш треба да бараме уште други извори на таа информација. Ако сме прочитале некоја сензационалистичка вест, не значи дека треба веднаш да поверуваме во тоа. Секако да провериме уште еден извор, да видиме друг некој медиум што пишува за тоа. Тоа е битното за кое треба да се научи, кое треба да се применува за понатаму. Под мотото виртуелно или реално, правилата се исти. Да бидеме медиумски писмени во организација на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и мрежата за медиумска писменост. Од 22 ноември до 29 ноември во нашата земја се одбележува неделата на медиумската писменост со повеќе активности од кои дел се одложени поради автобуската несреќа во соседна Бугарија, во која што загинаа македонски државјани.